Добар ден, почитувани. Вие сте со отвореното студио на телеканал 1. Оваа недела се одбележува како Светска недела на детето. Токму затоа во сите градинки и училишта во земјава се одржуваат низ активности. А во ова отворено студио ќе можете да погледнете како се одбележува Светската недела на детето во градинките во општина Валандово, како се одбележа приемот на првачињата во детската организација и доделените признања на 6 наставници од повеќе општини за најдобри наставници за минатата учебна година која што се одржа во општина Василево. Ке започнеме со најмалите и со дечињата од градинката од Валандово. Погледнете како тие одбележаа Светската недела на детето. Значи, токму оваа недела се одбележува детската, односно неделата на деца, детската недела. Како се одбележува во оваа градинка? Со кои активности? Ние секоја година, првата недела од месец октомври, цела недела, нели, ја посветуваме на децата. И работиме активности кои што се нели наменети стрикно за децата. Почнувајќи оваа недела се падна нели од вчера, од 3 и секој ден имаме различни активности. Мотото секоја година има различно мото. Ова година мотото на детската недела е убаво е да си дете. Значи, првата активност е посветена со запознавање на децата со правата на сите деца од светот. Ги запознаваме, имаме и ние брошуричка, нели, и потоа цртежи кои што се соодветни, нели, за нив, за да стекнат децата знаења како ги уживаат, нели, дали сите деца од светот ги уживаат истите права. Тоа е првиот ден. Потоа вториот ден имаме поздрав праќам, изработуваме различни, нели, изработки, обично беџови кои што децата си ги цртат, си ги работат овде, потоа им ги закачуваме и тие си ги носат, нели, дома. Со тој ден, нели. Третиот ден исто така имаме активност пак на децата. Сега од ланската година имаме нов проект од Министерството кој што се вика, нели, мултикултурализам и почитување на различностите, и тоа е за сите националности. Има дружината на Мела активност која што ја работиме заедно со децата. Интересна. Четвртиот ден имаме цртање на асфалт и праќање пораки до сите деца од светот, кај што децата излегуваме надвор во дворот и цртаат со креда различни пораки, нели, до сите деца во светот. Некој црта храна, некој цвеќиња, некој срца, со најубави желби за сите деца од светот. И последниот ден од детската недела го одбележуваме на отворено исто со спортски игри, со надпреварувачки карактер. Обично одиме на игралиштето, овде што е кај нас, нели, градското игралиште, сите деца од сите групи и така, имаме повеќе игри во кои што децата се надпреваруваат, се забавуваат и така. Да. Јас уште едно прашање би ве прашала со неколку зборови како би опишале вашата работа? Нашата работа, убава, интересна. Секој што мислам што ја работи оваа работа, пред се како прво треба, нели, да ја сака. И многу јасно, ако ја сакаш работата, ги сакаш децата, вложуваш се од себе, даваш се од себе за секое дете кој ќе оди дома да го пренесе тоа што денес им го пренела ти на нив и да го каже дома дека нешто научило. Ако детето тоа го пренесе, успее со неколку збора, нормално дека не може со цели реченици или сето да го објасни, но со неколку реченици ако успее да пренесе дел од тоа што јас сум им го пренела на нив, значи мојата цел е исполнета. Тоа е, мислам, цел на секој воспитувач, секој еден што работи со деца. Дека се чуваме, браво, Поред, Диви,
рацете? Нече бе. Беџови, што има напишено? Што има на беџот напишено? Мене Срце. А во срцето што има напишено? Кој е твоето име? Како се вика твоето име? Никола. Како се вика твоето име? Александар. Твоето име? Габриела. Ајде секој да си го каже своето име. Тијана. Благоја. Васил. Ајде Марко да видиме. Илина. Како е твоето име? Елизабета. Гласно. Твоето име, срце? Јована. Поред иде? Стефан. Кажи го. Стефан. После? Јасмина. Златко, така. Ајде да видиме сите. Ко видиме твоето име напишено на беџот. Ајде Ристе, да го прочитаме твоето име. Викторија. После? Христина, погласно да кажеш. После Христина, кој е наред? Ајде да видиме. Ајде. Давид, погласно. И после Давид, кој иде? Кој е? Ајде да си го кажеш името твое. Зашо сте спремни? Зашто се спремаш? Што ќе правите? Ке ручкате, ама раците не во уста. Нели? Чистили ли се рачињето? Имате право да ручкате, така ли? Да, ја славиме детската недела. И имате право да ви бидат рацете чисти, да јадите. Друго, што имате право? Што учевте? Што учевме денес? Што имаме право? Културно да јадиме, да друго, да си играме. Сите деца што имаат право? Што рековме денес? Да си играме, друго? Да одиме каде? Каде доаѓате вие секој утро? Во градинка. А сите деца каде имаат право да одат? Кога ќе завршиме од градинка, каде имаме право да одиме? Во школа. Во училиште, така. Потоа, што рековме? Сите деца имаме право да си играме. Друго? Што имате за јадење спремно? Знаете ли? Што ќе јадите? Мусека, духавичка или домат? Што ќе јадите? Краставица и домата. Мешана салата, добро. А дали е здраво? Храна да јадите. И тоа најмногу здрава храна. Новиот објект детска градинка Калинка во село Удово, кој што се уште не е отворен, можете да ми кажете до каде се работите, кога се планира да се отвори? Значи, чекаме набавка на опрема и инвентар кој што се обврза да ја набави Министерството за труд и социјална политика. Инаку до крајот на август месец веќе имавме решение за отпочнување со дејноста, со тоа што се чекаше само набавката на опрема и целиот инвентар, кој што ќе го финансира, значи Министерството за труд и социјална политика. Објектот кој што го гледаме е финансиран и изграден од локалната самоуправа во Ландово, сега летниот период 2016 година. Се надеваме дека во почетокот на октомври и до крајот на октомври веќе ќе бидат примени дечињата кои што претходно по проект се планирани по потреба од родителите, а со цел да ги задоволиме потребите на децата и родителите и во селските населени места и да ги изедначиме правата на децата како во градовите, така и во селските населени места. Визијата на нашата градинка за прифаќање на деца во место на живење започна уште од 2005 година, кога за прв пат се отвори градинка во Пирава, во соработка со локална самоуправа, во соработка со, мислам беше проект на германска амбасада,
Потоа следуваше уште еден објект во село Јосифово, согласно потребите на родителите од село Јосифово, каде што беа згрижени 40 дечиња, во Пирава се 25 моментално дечиња згрижени, во континуитет веќе 10 години продолжува работата, и во Јосифово, во Удово, овде кај што се наоѓаме, се планира 40 деца во 2 занимални, распоредени во 2 воспитни групи, ќе бидат хетерогени од 2 до 4 годишна возраст и од 4 до 6 во оваа големата занимална. Во Центарот за култура Антон Панов во Струмица вчера првачињата беа примени свечено во детската организација. На настанот им се обрати градоначалникот Зоран Заев. Да погледнеме како се одвиваше овој настан. Драги дечиња, драги наши првачиња, пред нешто повеќе од 1 месец, на 1 септември, вие ја доживеавте возбудата предизвикана од еден од најзначајните денови во вашите животи, а тоа е денот кога тргнавте на училиште, денот на вашиот прв училичен час. Еве многу наскоро од тој ден, вам ви се случува уште еден значаен ден во вашиот живот, ден кој треба вечно да остане во вашата меморија, а тоа е овој денешен ден кога во рамките на одбележувањето на детската недела вие на свечен начин станувате дел од најмасовната организација на светот, а тоа е детската организација. Драги дечиња, треба да бидете горди и неизмерно среќни поради овој чин, затоа што секој од вас станува член на едно огромно семејство во кое сите деца се рамноправни, без разлика на кој дел од светот живеат, без разлика на кој јазик зборуваат и без разлика која е бојата на нивната кожа. За сите вас, децата од целиот свет, добрите чичковци од Организацијата на Обединетите нации одамна има донесено Декларацијата за правото на детето, документ кој е подпишан од страна на голем број земји, а со кој се утврдени и загарантирани сите права на децата. Македонија е една од земјите подписнички на таа декларација, што значи дека нашава земја е должна да ви ги овозможи и да ги почитува тие ваши права. Вие, децата, сте нашата гордост и нашата радост. Вие, децата, сте едината на општина Струмица и едината на Република Македонија. Потрудете се да бидете добри деца и добри ученици, за да ги оправдате тие очекувања на заедницата и општеството. Вие ќе бидете идните лекари, инженери, архитекти, професори, работници. Од вас ќе зависи понатамошниот развој и на општината и на татковината. Нам возрастните ни останува задачата да ви создадеме амбиент кој што вие го заслужувате, за да го надградувате тоа што ќе ви го оставиме во наследство. При тоа, треба да бидете умни и мудри и да го изберете вистинскиот пат по кој ќе се движите во вашите животи. Одредете ја вашата цел и стремете се да стигнете на најдобар начин до неа, за да бидете горди дека сте успеале во животот. Движејќи се по тој пат од светот на децата кон светот на возрастните, треба да знаете да извлекувате полза од своите и тугите добри дела, но и од своите и тугите грешки. На тој начин ќе знаете да направите разлика меѓу доброто и злото, меѓу убавото и грдото, меѓу светлината и мракот, меѓу сонот и јавот. Трудете се вашите убави соништа да ги претворите во уште поубаво јаве, за да бидете среќни, задоволни и исполнети со себе. Но не заборавајте секогаш да ја подадете вашата рака на оној на кој му е потребно. Бидете другари и пријатели, бидете хумани и милосрдни, бидете луѓе во вистинска смисла на зборот. А дотогаш
Бидете деца и уживајте во вашето детство, затоа што детството е еден од најубавите периоди во животот на секој човек. Назад сме во студиото и продолжуваме понатаму. Во општина Василево вчера свечено беа доделени признанијата на вкупно 6 наставници кои беа избрани за најдобри наставници за изминатата учебна година. Оделенскиот наставник Горица Русева, која предава на ученици во населеното место Ангелци во општина Василево, е една од наградените наставници. Како се одвиваше овој настан, погледнете во наредните неколку минути. Почитување, човештвото тежне кон напредок, а тој напредок не е замислив без грандиозната улога на учителот. 21-иот век е предизвик за современиот учител. Сите пред мене кои што сте во таа област вклучени со целото срце и душа, тоа го знаете. Учителот, поучувач, воспитувач, само кога работи со љубов, прави работата да стане видлива, како што вели мудриот Калил Џибран во пророкот, зашто тој кажува: а јас ви велам дека животот навистина е мрак, освен кога постои жар. А секој жар е слеп, освен кога постои знаење. И сето знаење е попусто, освен кога постои работа. А секоја работа е залудна ако нема љубов, а кога со љубов работите, со себе се спојувате и со другите и со Господа.
подобар од оној учител што само ги прочитал сите книги, но не ја сака работата. За 2015 и 2016 година на ниво на државата Република Македонија им се доделува на следните 6 просветни работници и тоа: Душица Јакимовска, професор по оделенска настава во Централното основно училиште Кирил и Методи, село Романовце, подрачно училиште Гоце Делчев, Агино, село Куманово. Ја молиме Душица да дојде да го прими признанието. Валентина Крајковска, професор по македонски јазик во Основното училиште Свети Климент Охридски, Драчево, Кисела вода, Скопје. Повелете. Весна Велјановска Милатинова, професор по биологија во Државното училиште за физичка култура Методија Митевски Дрица од Скопје. Повелете. Горица Русева, професор по оделенска настава во Основното училиште Гоце Делчев од Василево, нашите домаќини, подрачно училиште Село Ангелци, Струмица. И Татјана Костадинова, воспитувач во Дневниот центар за лица со интелектуална попреченост Борака Одрадовиш. На крајот, уште еден добитник имаме, кој не знам дали по меѓувреме дојде, затоа што го свеше со превозот, колегата Башкин Керими, професор по ликовно образование во Основното училиште Наим Фрашери од Куманово. Ако не е колегата се уште пристигна, ќе му го доделиме признанието дополнително. Сега од срце им честитам на сите добитнички тука пред нас и од срце и благодариме и на директорката на училиштето од село Василево, како и на сите организатори што се потрудивте денес да ни бидете вакви прекрасни домаќини. Јас како домаќин на училиштето Русева Горица и добитник на оваа престижна награда од името на сите наградени наставници укажувам посебна благодарност до Сдруженијето на просветни работници на Република Македонија. Да за мене представува една благодарност до сегашната работа и уште поголем мотив за успешна работа во иднина. Оваа награда представува мотив за сите вработени во училиштето да ја добијат оваа престижна награда. Која е пораката до останатите колеги? Работете, успехот сам по себе ќе дојде. Чест и задоволство ни е да бидеме домакини на овој убав ден, Светски ден на учителот, по повод доделувањето признание просветен работник на годината. На денешниот ден нашето училиште е домакин и приредуваме свечена академија на доделување на овие награди. Би сакала во тој повод да истакнам дека нашата колешка што е од подрачното училиште во Ангелци, Горица Русева,
е добитник на тоа признание просветен работник на годината. Денес, на денот на учителот, нашето училиште Гоце Делчев од Василево е домаќин, ја има таа чест да биде организатор на она што значи прогласување на најдобри учители и наставници на територијата на Република Македонија, а задоволството е уште поголемо што и нашето училиште како свој представник, како наставник, има награден наставник и јас се надевам дека тоа ќе биде мотивација за сите наставници кои учествуваат во воспитно-образовниот процес, ќе биде една мотивација за сите да дадат максимум од себе за нашите идни генерации ученици да ги воспитуваат што повеќе. Денешното отворено студио го посветивме на Светската недела на децата и на Светскиот ден на учителите. Се надевам дека уживавте гледајќи ги најмалите и успеевме да го задржиме вашето внимание. Довидување до наредното отворено студио, а утре се дружите со колешката Давчева. Имајте пријатна вечер.